Наместо да добијат нова улица и мост, во Карбинци власта го урна и стариот мост, па сега преминувањето на реката е ризик за жителите. Обвини на прес ВМРО ДПМНЕ. Оно што можеме да посведочиме овде е дека не идовме на хаос, односно наместо со градежна експанзија тие почнаа со рушење. Го срушија постоечкиот пешачки мост, кој што беше од исклучителна важност за жителите овде, и за таа сметка изградија еден така наречен дрвен импровизирачки мост, кој што е само по себе опасност за жителите овде. Апелирам до власта да не се однесуваат одмазнички кон овие граѓани овде. Овој проект е многу важен за ова население, да се одважат и да конечно да почнат со работа за тоа што го ветуваа, конечно да го изградат. ВМРО нека гледа и учи како се работи и како се води општина. Ветеното и започнатото ќе биде изградено до крајот на март, до кога и рокот, возврати градоначалникот Јордан Насев. Моменталниот застој го образложи со обврска најавена да дислоцира електричен столб, зашто општината уште во ноември поднела барање и ги платила трошоците. Во текот на градбата наидовме на одредени пречки, кај што беа поставени столбове на евана, кои што пренесуваат висок напон и низок напон. Еден дел за застојот во работата се однесува на дислокацијата на самите столбове. Во самиот проект, значи, зафаќаше и дел од пешачкиот мост, кој што своевремено го градев јас како директор на комуналното предпријатие. По дислокацијата на овој објект кој што сметаше за изградба на новиот мост, ние направивме времен премин за мали води преку самата река, кој што и денес се користи и е безбеден, со ограда поставен со се. Нормално, значи, ово е времен премин додека не се изгради овој капитален објект кој што во историјата на општина Карминци ќе биде еден од наубавите објекти.